Еве денес нашата екипа на големо задоволство се наоѓа во малата сала на Центарот за култура. Причината добро позната, меѓутоа малку повеќе ќе ви објасниме во текот на разговорот. Имаме нова премиера, која што верувам дека сите љубители на театарската уметност со нетрпение ќе чекаат да ја видат. Нели првата изведба веднаш после премиерата е во вторник. Меѓутоа за тоа потоа да почнеме нели од самиот почеток. Со мене е екипата на најновата представа Медеа МК во адаптација, режија и музика на Маријан Неќак, изведба Валентина Грамосли, соработка нели на музичкиот движечки театар и Центарот за култура. Па еве јас ќе им дадам пред се можност на почеток на моите гости да ни кажат нешто повеќе за самата представа, чија што премиера е веќе оваа недела. Ќе дадам јас мислам можност пред се на почеток на дамата, нели на актерката, на Валентина Грамосли. Колку беше предизвик нели монодрамата, вообичаено глумците велат дека најголем предизвик за еден актер, затоа што целото дејство на самата представа го носи самиот на сцена. Колку е предизвик тоа да се изведе? Секако дека е многу голем предизвик и навистина за добро актерско остварување во монодрама е потребно сепак искуство. Јас досега не се дрзнував да пробам да се испробам во монодрама, некако после целото мое искуство, с моето созревање, дојде моментот дека треба да се впуштам во тие води и навистина сум среќна и задоволна навистина од сега ова што го поминавме како процес и мислам дека заедно со музиката и сценските ефекти и моето актерско остварување имаме една комплетна представа. Така, еве ќе преминам и на режисерот, а подоцна ќе се вратиме и на Валентина. Зошто Медеа МК? Зошто обработка токму нели на текстот на Милер во соработка нели со Ана Бујдевска? Најнапред би кажам дека прво воопшто кога на некој начин не излезе прво Медеа, па после се договоривме со Валентина да работиме, него едноставно разговаравме дека нешто треба да работиме. Јас искрено на прва топка размислував за машки лик да го игра женско. Значи не размислував во тој лик, но кога дојдов до Медеа, односно не Еврипид Медеа не е по Еврипид не сум нешто многу искрено инспириран да го работам. Дојдов се сетив на кратката обработка Медеа материјал, кој што Милер го има напишано и ми даде кога го прочитав ми даде можност за размислување дека токму тој еден фрагментарен текст, кај што е на некој начин раскажана приказната на Медеа, ми даваше за слобода ми даваше отворено место каде што можам јас да ги додадам своите мисли и креации внатре. Ана дојде како след, Ана Бујдевска дојде како след на таа инспирација, така да се заокружи со нејзиниот, со моите размислувања, со нејзината поезија или проза, еден денешен аспект на Медеа, односно едно денесно размислување, кое што можеби малце и како велат дека е future е сега во моментот. Јас мислам дека е представата можда малце не пред времето, туку точно оди во чекор со времето и онака како што историјата се повторува со се што ни се случува секојдневно, мислам дека добро гази самата тема и обработката и прашањата кои што ги поставува представата, добро гази во таа насока. Така. Еве едно прашање за директорот на Центарот за култура. Што значи нели оваа соработка со музички движечки театар? Што значи представата за самиот Центар за култура, самата продукција? Добро, значи уште од самото доаѓање како директор на Центар за култура Битола и во стратегијата и во мојата програма, во мојот концепт беше во повеќе сегменти да излеземе баш продукцијски како Центар за култура. Истражувајќи ги новите простори во Центар за култура за прикажување и за креативни настани, исто така истражувавме, баравме начин на соработка за зборам во делот на драмска дејност,
за да го докажеме постоењето на фестивалот на Монодрама Битола. Значи, оваа година имавме 27-то издание на Монодрама фестивалот, кај што беа дојдени 13 гостувања на монодрами. Зошто и ние да немаме наша монодрама во собствена продукција, односно во случајот во копродукција со движечки музички театар Битола. На наше големо задоволство, овие имења што ги спомнавме во овој креативен тим, како Маријан Нечек, како Валентина Грамосли, како Ана Бунтерска со поезијата, Сергеј Светозарев, мислам дека ќе биде еден поттек за многу други проекти во иднина овој Центар за култура да ги има на собствена сцена, на собствена продукција. Таа продукција секако да се најде местото и на домашна театарска сцена, меѓутоа гледам, да речем, големи можности да аплицираме и на фестивалите, барем во регионов, на фестивалите на Монодрама. Покрај онаа соработка уназад години која што се случувала со тие луѓе од Монодрама светот, жалосно е да не ги искористиме тие контакти за да наша собствена продукција пласираме исто така на други фестивали. Така и нели Битола може затоа што Битола е позната, нели, не само како град на културата, како град кој што навистина дава квалитетна уметничка сцена и работници. И еве уште едно прашање, што е дел од оние прашања што се поставуваат, нели, во самата представа, кој што би ги потикнала секако и нашите гледачи да дојдат и да ја погледнат? Сметам дека прво има едно многу големо политичко прашање кое што има 1000 подпрашања. Да ја направи се за својот јасон, се откаже од идентитетот. После тоа не би поставил, не би кажувал понатаму што се може да и се случи, мислам. Не и се случи тоа дека се откаже од себе си, од идентитетот, се даде за што се случува на еден човек кога секе даде за, во случајот на Изин, за љубовта према него, и што се случува и што таа денес ни порачува ако ние се откажуваме од некаков свој идентитет. Така да отвора едно прво големо политичко прашање, не само кој што е засега Република Македонија, туку кој што го засега светот денес воопшто, кој што денес, како што гледаме дека секој како големите сили посакуваат нешто да стане нивно и го земаат преку ноќ. Така да идеја отвора многу глобални прашања, така да сметам дека е повеќе од актуелна. Така, јас ви благодарам. Еве откривме мал дел, нели, од она што ќе се случува, нели, на самата премиера, во самата представа. Во секој случај гледачите, оние кои што ќе имаат можност да ја погледнат премиерата и следните изведби, ќе можат и самите да се одговорат треба или не, нели, пред се да се откажеме од себе си. Моето лично мислење јас нема да го дадам, меѓутоа, драги наши, еве ние ќе ве поканиме на самата премиера и секако на следните изведби, затоа што пред се треба да ја поддржиме нашата македонска уметност. Ви благодарам. Благодарам.